Но да преминеме сега на темата. Имаше еден дел од поуката за околу познавањето на нашиот Господ. И ние минатата сабота вечер почнавме, дадовме еден вовед, па и ова би било како продолжеток на тој вовед, околу тоа колку е судбоносно важна таа тема. Да го запознаете, да го познаете Господа. Видовме преку примерот на Израел, дека тие си ја запечателе својата судбина токму заради погрешните погледи на тоа кој е Бог и каков е Бог. Да не дозволи Господ да ја повториме историјата на Израел, бидејќи ако наистина не го разбереме Господа онаков каков што е во суштина, тогаш ќе останеме со своите собствени сваќања, а тоа може да биде кобно, значи за нашата вечна судбина. Кривото сваќање на карактерот на Бога било кобно за евреите, може да се покаже и како кобно и за нас. И не толку кобно што завршило со тоа што го убиле Бога, го убиле Месијата на крстот. И си фрлиле клетва врз самите себе, па еве гледате ден денеска и никогаш нема да има мир таму долу. Сходно на тоа што имале такви гледања на Бога, такви очекувања имале, па затоа Месијата кога дошол ги изневерил нивните очекувања, па дури и гледале на него како на предавник, затоа што очекувале дека тој ќе ги спаси од римското робство. Да погледнеме само еден момент од 8 глава Јован, многу добро познат во контекст на Израел, на евреите од Христово време. Знаете, ова е 8 глава Јован е после 7, а 7 е после 6, а во 6 глава Јован е тој клучен момент, што го спомнавме минатиот пат, хранењето на 5000, потоа на тврдата беседа и моментот од кога мнозина го напуштаат Христа и станува непопуларен. Од многу популарен, одеднаш една голема пресвртница се случува. Значи, ова е 8 глава, ова е негде на Сеници, тоа беше на Пасха. Знаеме, првиот дел е со жената фатена во прелюба, но потоа од 12 стих вели Исус пак прозборе натаму, велејќи јас сум светлина на светот, кој ме следи нема да оди во темнина, туку ќе ја има светлината на животот. И фарисеите му велат, ти сведочи сам за себе, твоето сведоштво не е вистинито. Исус им вели, иако сведочам сам за себе, моето сведоштво е вистинито, зашто знам од каде дојдов и каде одам, а вие не знаете од каде дојдов и каде одам. Вие многу работи не знаете за мене. Погрешно знаете, погрешно разбирате. Добро, да не читаме се. Вели 18 стих, јас сведочам за себе и мојот татко, кој ме прати сведочи за мене. И тогаш му рекоа, каде е твојот татко? Исус им одговара, не ме познавте ни мене, ни мојот татко. Ако ме познавте мене, ќе го познавте и мојот татко. Овие зборови вели ги кажа при ризницата кога поучуваше во храмот и никој не го фати зашто уште не беше дошол неговиот час. Знаете, се идентификува со таткото и подолу во разговорот со нив исто така се идентификува со него. Им го објаснува тоа единство со таткото. И да не читаме повторно се, 32 стих. И ќе ја познаете вистината, и вистината ќе ве ослободи. А што е вистината? Она што него дочека Пилат, одговор на тоа прашање. Бог е вистината. Познавањето на вистината е познавањето на Бога. Тоа ќе ве ослободи. Му одговорија, трагикомичен одговор, не знам како да го наречам. Што велат? Ние сме Аврамово потомство и никојаш никому не сме му робувале. Па како кога тога се во робство. Ти очекувале од истиот тој Месија да ги ослободи, од што да ги ослободи? А ти велиш, ќе бидеме слободни. Исус му говори, вистина, вистина велам дека секој кој прави грев, роб му е на гревот. И повторно потенцира, зошто дошол, за каква корист нивна дошол да ги ослободи од едно многу поголемо робство на кое што робува цел свет. Од гревот. И така, ако Синот ве ослободи, навистина ќе бидете слободни.
Знам дека сте Аврамово потомство, но пак барате да ме убиете. Зашто моето слово нема место во вас. Јас го зборувам тоа што сум го видел кај татко ми, исто и вие правите, што сте чули од вашиот татко, посочувајќи им дека нивниот татко е друг, не е Аврам. Ако бевте Аврамово потомство, ќе правевте, ќе постапувавте како Аврам. А вие сакате да ме убиете. Видите каде води погрешното гледање на тоа кој е Бог, на неговиот карактер. Води кон убиство на Бога. И сега да не читаме се, знаете, тој цел разговор, дека од каде па ти го познаваш Аврам, па јас сум пред Аврама. И 50 кој стих беше, само да видам, 55-тиот, мислам, уште еднаш вели, вие не го запознавте Бога, а јас го познавам. И ако речем дека не го познавам, ќе бидам лажец како и вас, но јас го познавам и го пазвам неговото слово, што ти каже дека познавањето на Бога е и да го пазиш неговото слово, да живееш според неговата волја. Еве, ја причината зашто евреите имаат таа судбина. Затоа што погрешно го разбрале Бога, погрешно мислење имале за неговиот карактер, имале погрешни очекувања и затоа били изневерени нивните очекувања, па затоа ден денес уште чекаат Месија. Кој знае што очекуваат од тој Месија што го чекаат. Веројатно да ги срамни таму со земја сите арапи наоколу и тие да царуваат сами. Не знам. Да не дозволи Господ да ја повториме таа нивна историја, затоа што можеби ние велиме дека го познаваме Господа, ама не знам. Секој треба да се испита да види колку доволно го познава Господа, затоа што видовме погрешното познавање на Бога води дури кон убиство. Тоа е со нив разговарат, тие викаат, ние сме Аврамово потомство, па да, знам, ама што? Сакате да ме убиете. Вие ке ме препознавте ако бевте Аврамови потомци. Се сеќавате минатиот пат спомнавме од цитатот Копнежот како размислувале, очекувајќи значи Месијата да ги ослободи од римското робство. Вели во Копнежот на 391 страна Елен Вајд, ако не ја вложи својата сила и влијание, значи се чуделе зошто не реагира, па сакале со сила да го зацарат. До тогаш популарен, значи храна, се што треба, тука е. Во секунда, се имаат. Кој не сака таков Месија, таков цар? Но, откако почнал, значи таа тврда беседа пред се во 6 глава, Јован да им образложува што всушност, зошто всушност дошол и која е суштината, вели, ако не ја вложи својата сила и влијание, вели Елен Вајд, за да се ослободат од римјаните, тие не сакаат да имаат ништо со него. Не ни треба таков Месија. Тоа им се нивните очекувања, ништо друго не интересира. За греот не размислуваат, па тие се свет народ. Тие се спасени, ако треба некој да биде спасен, тоа се тие. И напоменавме минатиот пат, сега ќе поврзаме со тоа дека разбирањето на Божиот карактер има вечни импликации по нашата вечна судбина, го кажува следниот стих, кој што е равенка всушност. Равенка буквално, математичка. Јован 17:3. Ова е вечен живот. Така носи наслов и темата. Ова е вечен живот. А ова е вечен живот. Две точки, меѓутоа можете да ставите еднакво. Да те познаат тебе, единствениот вистински Бог, и Исуса Христа, кого си го испратил. Или, ако тоа е равенство, тогаш можеме да свртиме наопаку, односно да кажеме дека да те познаат тебе, Господи, единствениот вистински Бог, и Исуса Христа, кого си го испратил, тоа е вечен живот. Тоа е еднакво на вечен живот. Или рековме минатиот пат, можеме да кажеме и поинаку. А ова е вечна пропаст, ова е смрт, ако не те познаат тебе, единствениот вистински Бог, и Исуса Христа, кого си го испратил. Видите колко е судбоносно важна оваа тема.
Сега, за да го разбереме целосно овој стих, ќе разгледаме и уште неколку стиха и цитати со оглед на времето. И нема да бидеме премногу долги. Ги читавме овие цитати, меѓутоа ќе ги прочитам пак, слични се во многу што, освен во последната реченица. Првиот се наоѓа во здравие и среќа, 425 страна, страници се оригинални, кои што ги спомнувам. Вели цитатот: познавањето на Бога, какво што е откриено во Христа, и така и најдобро можеме да запознаеме Бога, преку Христа, преку неговиот живот. Познавањето на Бога, како што е откриено во Христа, е познавање, внимавајте, што мораат да го имаат сите спасени. Ова е нешто што е морално, што мора, не е опционално. Познавањето на Бога, какво што е откриено во Христа, е познавање што мораат да го имаат сите спасени. Тоа познавање, иначе тоа не е само знаење, како што беше истакнато и во пуката, туку вели тоа познавање го преобразува карактерот. Видите, има моќ. Го преобразува карактерот. Ова познавање, кога ќе го примиме, ќе ја обнови душата според Божиот лик, според Божиото обличие. Во целото битие ќе втисне Божја духовна сила. Јас верувам дека на сите нас ни е потребна духовна сила во нашата борба. Меѓутоа, тоа не можеме да го имаме без познавање, соодветно познавање на Бога, онака како што е откриен во ликот на Исуса Христа. Затоа што, меѓу другото, Исус Христос е за тоа дошол, да го открие вистинскиот Божји карактер, кој што е под удар на непријателот од почеток, од како Луцифер паднал. И еве го цитатот од Дела апостолски, кој што е многу сличен, книгата од Елен Вајд Дела апостолски, 475 страна. Познавањето на Бога, како што се открило во Христа, представува знаење што мора да го имаат сите кои сакаат да бидат спасени. Тоа сознание води кон целосна преобразба на карактерот. Прифатено во животот, тоа ќе ја преобрази душата во Христов лик. Тоа знаење, со кое, според Божјата намера, треба да се здобие секое негово дете и без кое тоа е знаење, се извинувам, со кое според Божјата намера треба да се здобие секое негово дете и без кое се друго представува само суета и ништожност. Минатиот пат кажав и пак ќе кажам, џабе ви е сето друго знаење, тоа е корисно нормално за овој живот, се што човек ќе научи е корисно, ама џабе ќе биде сето тоа ако не го запознаеме Господа, онака каков што е. Затоа што тоа има сериозни, односно вечни импликации по нашата вечна судбина. Че сето друго во споредба со тоа познавање е само суета и ништожност, или како што вели Павле тамо, трици. Ѓубре, нешто невредно. Значи, видите, тоа познавање мора да го имаме, ако сакаме да бидеме спасени. Тоа е неопходно, затоа што тоа е духовна сила, тоа е тоа што врши преобразба на нашиот карактер, а за да се спасиме, треба да имаме, да изградиме соодветен карактер. Истата мисла, истата ова вистина се гледа од следните стихови на апостол Петар, па може да отвориме во 2 Петрово послание. 2 Петрово послание, 1 глава. Од 2 до 4. Иако овој дел е целиот многу убав, но ќе читаме од 2 до 4. Благодат и мирот да ви се умножи во познавањето на Бога и Исуса нашиот Господ. Петар посакува благодата и мирот да се умножи и над нас денес, бидејќи, 3 стих, неговата божествена сила ни подари се што ни е потребно за живот и побожност преку познавањето на оној кој не повика преку својата собствена слава и добродетел, со што ни се подарени скапоцени и најголеми ветувања, да преку нив да станеме учесници во Божјата природа, откако избегавме на расипаноста, која е во светот преку сладострастието,
кое владее во светот. Што гледаме овде? Благодат и мир да ви се умножи, посакува Петар. Но како доаѓаат тие, така од небо, не сами по себе? Преку познавањето на Бога и Исуса. Силата божествена, која што ни подарила се, значи се имаме за живот и побожност, за еден вистински побожен живот, повторно преку познавањето доаѓа на оној кој што вели не повика преку својата собствена слава и добродетел. Преку познавањето на Бога. Благодат, мир, сила, се што ни е потребно. Да видиме сега што е благодат и мир, за да додатно го разбереме се тоа што Петар овде го кажува. Во големата борба Елен Вајт благодата ја нарекува преродбенска и посветувачка сила на Светиот Дух. Тоа е силата. Кога Павле вели во Римјаните 1.16, Евангелието е сила. Значи, ја не се срамам од Евангелието, кој што е сила. Евангелието е сила заради благодатта. Што е Евангелието? Радосна вест. Зошто е радосна вест? Заради благодатта. По благодат сме спасени. Преку вера. Не е тоа по делата. Немаше тоа да биде радосна вест ако беше спасение по дела. Па знаеме, сите ние сме го поминали тој пат. Држи сабота, не кради, не ова, не она, тоа е мачење, тоа не е радосна вест, кога вие самите пробувате во своја собствена сила да правите нешто. Исто така и мирот е нешто повеќе од она што се подразбира под мир. Да направиме само споредба на два стиха. Римјаните 8.7. Тоа нешто што го говореше сестра Олгица за време на пуката, па затоа и дошепна в Римјаните 8.7. Што вели овој стих? Зошто мудрувањето на телото е непријателство против Бога. Бидејќи не му се покорува на Божиот закон, ниту пак може. Што значи ова? Значи, кога мудрувате, онака по-човечки, телесно, тоа не се вие само непријатели, туку самото тоа е непријателство против Бога. Тоа е состојба на битието ваше. Што значи непријателство? Мир или што? Војна. Имате непријатели, значи немир, значи војна. Човештвото е во војна против Бога. Затоа и гледа начини како да го отфрли. Вака, така, онака. Да го погази, да го избрише неговиот подпис. Интересно, оно што го зборуваше брат Никола, меѓутоа и еве и во контекст на оно што зборувавме, подписот во Божиот закон, каде се наоѓа? Во 4-та заповед. Тоа е подписот, тоа е печатот, тука се подпишал Господ. Кој е тој кој што е создател, кој е тој кој што го дал законот, кој е тој кој што го дава заветот. Значи, човештвото е во непријателство, тоа телесно мудрување против Бога, а Римјаните 5.1, значи повторно Павле, 2-3 глави поназад, првиот стих, и така, бидејќи оправдани преку верата, имаме мир со Бога преку нашиот Господ Исус Христос. И ова е состојба на битието. Да бидете во мир со Бога, кога сте оправдани преку вера. Значи и непријателството и мирот се состојба на битието. Телесниот ум не само што продуцира непријателство, туку е и непријателство против Бога. А спротивно на тоа, човекот кој што е оправдан, ја прима таа Божја сила, која што не само што продуцира мир, во него туку е и мир со Бога. И повеќе од јасно, овие две не одат заедно, нели? Мир и војна, непријателство не одат заедно. И сега да го разгледаме следниот цитат од Петото сведоштво до црквата, 743 страна, за да го комплетираме мислата со мирот пред се. Гревот го изобличил и речиси го избришал Божјето обличие во човекот, Божјиот лик. Задача на Евангелието е повторно да го воспостави она што е загубено и ние треба да соработуваме со Божјата сила во тоа дело. И сега внимавајте. Меѓутоа, како ќе дојдеме во хармонија со Бога, или во превод, како ќе се помириме со Бога, како ќе дојдеме во мир со Бога,
Како ќе станеме слични на Него, ако не го познаваме? Знак прашалник. Христос дошол на светот за да ни го открие тоа познавање. Значи, цитатот ни кажува јасно дека прво иде познавањето на Бога, потоа доаѓа мирот, хармонијата, Божјата сила ја примате, доаѓа и благодата. А ако го имаш мирот, ако си во хармонија со Бога и ако наликуваш на Него, тогаш тоа значи дека си оправдан. Бидејќи оправдани преку верата имаме мир со Бога, кој што вели Павле. И навистина, колку тоа познавање е поинтимно, потесно, толку ќе биде по-успешна таа трансформација на нашиот карактер и нашиот живот ќе го отсликува Христовиот живот пред се и ќе живееме богоугоден живот. Елен Вајд вели во петото сведоштво, исто така, 744 страна: браќи и сестри, ние ќе се преобразиме доколку гледаме на тоа, размислувајќи за љубовта на Бога и на нашиот Спасител, размислувајќи за неговиот карактер, наблюдувајќи го совршенството на божествениот карактер и барајќи ја со вера Христовата правда, ние ќе се преобразиме во неговото обличие, во неговиот лик. Не може да се преобразиш ти во нечи лик, ако ти не го познаваш тој лик, не го познаваш тој човек, Господ по карактер. Минатиот пат ви спомнав дека сите ние сме поминале некое такво искуство за некого, сме мислеле вака и така, сме имале некое искреирано мислење, ама се додека не сме го добро запознале. Спомнав оној наслов на книгата, како беше секој нормално додека не го запознаете. Ама во однос на Бога тоа не одговара, не е така, туку секој е ненормален додека не го запознае. Така може да кажеме. Под наводници сега, не сваќате погрешно. Додека не го запознае Господа. Затоа што тоа е нормалата, вистинската нормала, тоа е човекот како што треба да биде. Има многу што да се зборува за оваа тема, но меѓутоа и ова е доволно. И само да видиме на крајот еден подолг текст од Римјаните 1 глава. Во следните овие стихови што ќе прочитаме, Павле во директна корелација со отфрлањето на знаењето за Бога го става пропаѓањето во грев на овој свет и таа декаденција што ја гледаме. Директна врска со непознавањето, односно отфрлањето на познавањето на тоа, на познавањето на Бога, доаѓаат и сите оние последици што ги имаме околу нас. Римјаните 1 глава, од 18 стих ќе читам, па до крајот на главата, полека. 18 стих. Зошто Божиот гнев се открива од небото на секоја безбожност и неправда на луѓето, кои со неправдата ја задржуваат вистината, една голема причина. Зошто луѓето ја задржуваат? Зошто луѓето се против вистината? Нели, како што видовме, тие се во непријателство со вистината и со Бога, затоа што си ја сакаат неправдата. Затоа што си ја засакале темнината, па им смета светлината. 19. Зашто ним им е познато она што може да се знае за Бога. Сепак Господ дава доволно ресурси, доволно причини да може да се запознае, барем до некаде, за да ве повлече до себе, да ја отворите Библијата и вистински да го запознаете највеќе преку Христовиот лик и Христовиот карактер. Значи, ним им е познато оно што може да се знае за Бога, Бог им го јави тоа, па и неговите невидливи својства, неговата вечна сила, божеството, може да се согледаат од создавањето на светот, наблюдувани преку творбите, па така немаат изговор. Да им се чудиш како тоа, испитувајќи некои творби, Божи творби, затоа што се Божие нормално, како тоа ги поврзуваат сите тие работи со еволуција, па со милиони тие години што ги тресат од ракав. Нека излезе најголемиот научник, не знам, на светот во таа област, ако може тоа да се нарече научник, и нека ми објасни како ги сметаат тие милиони години. Да се научиме, да ја научам таа математика. Не ми е познато. Значи, луѓето имаат доволно ресурси да го запознаат Бога. Но да видиме сега кој е резултатот на отфрлањето на тоа знаење. Значи, доволно им било познато оно што можеле да знаат за Бога.
21. Зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог. И овде не се мисли на прослава во типот, знаете, денеска по црквите се слави Бог со песна, со... Не, вистинската прослава на Бога е кога вие ќе го отсјајувате неговиот карактер. Таа слава во 18 глава Римјаните ќе ја осветли целата планета Земја. Божиот карактер тоа е. Значи, зашто иако го познаа Бога, не го прославија како Бог, ниту покажаа благодарност, туку станаа суетни во своите мисли и нивното неразумно срце се помрачи. Гледате сега каква декаденција, какво пропаѓање се случува затоа што не сакаат да го познаат Бога, го отфрлаат тоа знаење за Бога и се прават многу паметни. А денеска живееме во време во кое што, значи, немало толку многу попаметни луѓе во историјата на светот од денес. Сите се паметни денес, сите се некои експерти во својата област и така натаму, сите се трудат нешто да докажат. Еве, имавме прилика во четвртото, кога одевме некај Древено со таксистот, тој е наш човек од Свети Николи, уште се знам со него, инаку влав. Зошто го кажам ова? Затоа што дискусијата беше натаму, назад немавме многу дискусија, не можеше многу дискусија да имаме, затоа што патувавме низ она невреме, бурата, па така да... И тоа беше интересен дел, да кажам. Никад не сум осетил толку близу гром да удри, на 200 метри може би од колата некаде, така. Удри и се забележа пламен дури. Нешто се запали, веројатно. Но сега ви кажувам за натака кога патувавме и секојаш се трудам да му посведочам, секојаш е отворен он до душа, Драган инаку се вика, почна да ми избори за Зевс. Ја прв пат слушам дека на власите толку Зевс им бил битен. И сега добро, ми избори за ерата пред Христа. И кога фати таму тоа националното, нивното, знаете, тоа како некој македонец кој ќе почне да збори, уште Адам и Ева да ги направи македонци дека биле. Така и овој почна. Александар Македонски бил влав, не знам ова, не знам тоа. И се спомна, тоа ми тек, спомна дека некој си професор, не знам го кажа по име и презиме, од македонските простори, откриле таму некои списи од Библијата на јазик кој што е најблизок на влашкиот, па тој бил најстар, не знам ова, не знам тоа, знаете, таков муабет. И не знам што пишувало таму, како пишувало, па Исус Христос што значило на влашки, па ја му кажувам, не можеш ти на влашки да кажуваш што Исус Христос значи, треба на еврејски да видиме што значи. Што е Исус, што е Христос, иако нели тоа е на грчки. И дискусијата беше од тој правец. Сакам да кажам, кога ќе го отфрлиш знаењето за Бога, кога ја отфрлиш Библијата, кај што можеш да го знаеш тоа знаење и се зафаќаш со други работи, ќе забегаш. Сигурно ќе забегаш, многу далеко од вистината. И ќе се правиш мудар, ќе се правиш дека нешто многу знаеш. Вели, нивното неразумно срце се помрачи, зборувајќи дека се мудри станаа безумни. И како што кажав, денеска толку многу мудреци има на овој свет, односно, Библијата ги нарекува дека избезумеа од тоа што се многу мудри. И ја заменија славата на нераспадливиот Бог со слика, слична на распадлив човек, на птици, на четворножни животни, на лазачи, му викам, каков Зевс, врховен Бог, па Хера, Мера таму, да не ги редиме. Какви биле тие? Налик на човекот, човекот си ги создал, тоа е доказ дека човекот си ги создал, тоа се измислени богови. Еден е жив, единствен Бог. Затоа Бог ги предаде според желбите на нивните срца на нечистотата, така што сами да ги обесчестат своите тела. Нив, кои Божјата вистина ја заменија со лага. Ево уште еден клучен момент. Претходно видовме во 18 стих, со неправдата ја задржуваат вистината, а сега Божјата вистина заменија со лага, затоа што така сакаат. Така им одговара, и тоа е пропаѓање. И му се поклонуваа и служеа на созданието место на Создателот, на кипови, и не само тоа, него на животни, на што ли уште не, кој е благословен довека. Амин. 26 стих. Затоа Бог ги предаде на срамни страсти. Значи, видите како сега тоа пропаѓање оди. Зошто? Заради отфрлање да се запознае Бог.
да се прими тоа вистинско познавање. Бог ги предаде срамни страсти, нивните жени го заменија природното општење со неприродно. Мажите исто така го оставија природното општење со жена и се распалија со сладострастност еден кон друг, правејќи мажи со мажи срамни работи, добивајќи заслужена плата во себе за својата заблуда. И бидејќи не се обидел да го имаат Бога во нивните мисли, Бог ги предаде на нивниот изопачен ум, за да прават што не прилега. Едноставно Господ ги им дозволува да прават тоа што сакаат. Не им се меша во нивната словна волја. Исполнати со секако вид на неправда, расипаност, алчност, ова сега како да е препис од Тимотеево 3 глава, таму тие првите 5 стиха. Алчност, зло, полни со завист, убиства, расправи, лукавства, подмолност, озборувачи, клеветници, мразители на Бога, насилници, горди, семов, самопофалувачи, измислувачи на зла, непокорни на родителите, неразумни, неповерливи, без љубов, без милосрдие. Тие знаат Божјата правда дека оние кои прават така, значи имаат совеста, преку совеста Господ им зборува. Знаат дека тоа не е во ред, ама вика не само што го прават тоа, тука им одобруваат и на другите да го прават. И затоа ќе гледаме се повеќе права на овие, на оние, на не знам што. Затоа што и тие истите што им ги даваат правата и тие се такви. Неверојатен опис, ова е неверојатен опис на денешното време и сето она што се случува буквално пред нашите очи. Меѓутоа, тоа е како резултат на што? Па на отфрлање, на познавањето на вистинскиот Бог. Видите каде се оди. А од друга страна видовме што значи да го познаеш Бога. Тоа е вечен живот. Тоа е таа сила која што ќе делува да го преобрази карактерот и да не одржи во моралот наспроти целиот неморал околу нас. И сега уште еден цитат од Пето сведоштво, кој што се однесува сега малку на нас, на Божиот народ, на денешницата. Видите што вели Елен Вајт овде? Значи, дали може и ние да ја повториме истата грешка како и Израел? Ограничените погледи на мнозина за возвишениот карактер и служба на Христа го намалуваат нивното верско искуство. Видите како се е поврзано со познавањето на Божиот карактер, на службата Христова. Го намалуваат нивното верско искуство и во голема мера го спречуваат нивното напредување во живење на побожен живот. Личната вера на нашиот народ е на низок степен. Зошто? Формализмот и верата само со зборови се застапени во голема мера. Што е застапено? Формализам. Само на збор. Вака треба, така треба, она треба. И да, зборуваме и не е тоа лошо да се зборува и да се изнесува вистината, меѓутоа, ако остане само на тоа, ништо. Значи, ја нема таа сила. Па нели благодатта е сила? Нели Евангелието е сила? Ама ако се прими, ако се познае Господ, ако се има таа тесна заедница со Него, тој однос, како што видовме во пуката, нашето верско искуство мора да биде подлабоко и потрајно. Покрај изобилството можности и предности, значи Господ ни дал можности, предности, Божјата црква денеска има институции, се фали дури со тоа, кои вели ги имаме, покрај нашите издавачки предпријатија, училишта, санаториуми, вели ние би морале да се наоѓаме на многу повисок степен од сегашниот. Зборува за таму 19 век, меѓутоа 20 век знаеме дека е бетер. Кој е тој повисок степен? И од што зависи тој повисок степен? Од што зависи нашето верско искуство, нашиот духовен живот? Токму од познавањето на Бога. Вистинското познавање. Не делумно, не криво, погрешно и така натаму, затоа што постои и такво. И се вовлекува во редовите на адвентизмот и такво. Погрешно, тотално погрешно. Погрешно од она што Господ го кажал. Значи, директно извор, својот извор, таквото знаење го има од лукавиот, сушност. Тоа ќе имаме за цел, значи во некои наредни саботи, да видиме и да го запознаеме уште од поблиску Господа, за да имаме исправен поглед на неговиот карактер,
затоа што тоа е суштината. Видовме дека тоа е навистина судбоносно прашање на кое што треба да дадеме вистински одговор. Ѓаволот бил неверојатно успешен во одредени периоди во историјата, во тоа искривување на Божиот карактер. Тоа и му работата од старт. Како, да речеме, при периодот на првото Христово доаѓање, кој што е означен како период на голема темнина, духовна темнина, мрачниот среден век. Меѓутоа, во кое време ние живееме денес? Каква е моралната темнина денес во светот? Зарем не е слично, ако не е и полошо? А ние сме тие кои што треба да ја донесеме светлината. Ние сме тие кои што мора прво за себе да го познаваме Господа, за да можеме да со Него да ги запознаеме и другите. Затоа ова тема е од неверојатно значено и важна за секој од нас. Дека Господ ни помогне да во секојдневното проучување и заедница со Него го запознаваме од ден на ден се повеќе и повеќе. Затоа што, пак и повторам, ако погрешно го запознаеме, погрешно ќе биде се во нашиот живот. И нашиот однос кон Бога, и нашиот однос кон ближните, и воопшто нашиот однос кон вистината. Нека му е слава нему. Амин. Боже и Господе наш, Ти благодариме за овој убав саботен ден, Ти благодариме што не собра во ваков број. Ти благодариме за сите Твои благослови, за тоа што се грижи за сите наши потреби, но Господи, најважно од се е да Те запознаеме вистински онаков каков што си. Не можеме да наликуваме на Тебе ако не Те познаеме во суштина каков си. Затоа Те молиме да највеќе од се посветиме време на тоа да Те запознаеме, а можеме да Те запознаеме најдобро преку Христовиот живот. Затоа да гледаме на Христа, оти така ќе се менуваме и ќе растеме од слава во слава. Да гледаме на Тебе, зашто само така ќе можеме да успееме во нашиот духовен раст, да ја истрчаме трката до крајот со вера. И времињата кои што доаѓаат нема да не исплашат, туку само уште повеќе ќе допринесат да се поврзиме со Тебе, Господи, затоа што кога ќе Те запознаеме, колку повеќе Те запознаеме, толку помил ќе ни стануваш, затоа што Ти си љубов. Ти ги сакаш сите, Ти го сакаш целото човештво, Ти сакаш сите да бидат спасени. Поважно тоа нема и затоа нека ни биде тоа прво, последно и најважно од се во животот. Води ни во остатокот на овој свет саботен ден, Господи, обилно благословене и води ни понатаму во нашите животи. Те молам, Господи, за оние кои што се болни, за Мимица пред се, помогни им, Господи, да издржат, ако е Твоја волја, исцели ги, подобри ми ја состојбата, биди со оние кои што имаат друг вид на проблеми, за Кирите молам, исто ме замоли да се помолиме за неговата состојба и за мноштво други кои што, затоа што живееме на една таква планета кај што се повеќе неправди има, се повеќе зло и мнозина страдаат од разноразни причини. Затоа, Господи, посети ги сите нив. Знам дека Ти гледаш на секоја мака и нема пролеана солза да Ти не ја забележуваш. Меѓутоа, наше да Те помолиме и да побараме од Тебе, затоа што цело сме зависни од Тебе и знаеме дека решението на секој проблем само е во Тебе. Води не уште еднаш и понатаму, а за се Ти благодариме во Христово име. Амин.